Можам да поднесам секаква вистина. Кажи ми искрено каква е мојата состојба. Како не ти кажа? Види, не ти препорачувам да почнеш да читаш фелтон во продолжение. Значи, поевтино ќе ме чини да си бендисам некоја парцела на градските гробишта, отколку да се влечам. Автобусите се како подвижни музеи и што е уште пострашно не отстапуваат место на помладите. Минатиот пат едвајте најдов. А сега Не со... зова минатиот пат, едвајте најдов и така натаму. Добро. Ансамблот на Велешкиот театар Джинот за прв пат седна на читачката маса и ја одржа пробата за првата представа во новата театарска зграда. Придружувани од авторот на текстот за представата, најважната работа на светот, Братислав Димитров, и режисерот Љубиша Георгиевски, кои видно возбудени говореа за почетокот на подготовките за првата премиера во новиот театар. Сакам да кажам дека сум навистина среќен што по трет пат работам во овој театар кој има навистина гурмански апетит за правење представи. И среќен сум што и мојот професор Љубиша Георгиевски го режира овој текст, особено заради неговата навистина свежа, луцидна, радикална концепција која според мене го враќа, тоа не е адекватен термин, но како во неговите најславни денови навистина, кога правеше живи представи, провокативни, интерактивни и така натаму. Денес се чувствувам навистина празнично. И тоа од повеќе причини. Првите и најважните причини на секој човек се интимните причини. А тие интимни причини се исцрпуваат со два факти, кои што ги сметав за неостварливи во мојот живот, а тоа е да сега еве денес седам меѓу двајца своји ученици, меѓу двајца театарски дејци кои ги запознав на мојот час. И тоа е, треба да ви кажам, највисоката среќа што може да му се случи на еден педагог. Тоа е првиот дел и важен момент на моето интимно славие денес. Вториот се разбираш е тој што се совпаја со едно друго славие. Јас годинава славам 77 години живот и 55 години работа. Повеќе за тимот кој работи на оваа представа говореа директорот на Велешки театар Витанов и уметничкиот директор Зафирчев. Представата играт комплетната актерска екипа на нашиот театар и гости во представата се Благоја Чоревски и Ирена Ристич. Другиот соработници се костимографија Мери Ѓорѓиевска, сценографија Валентин Светозарев, избор на музика Миодраг Нечев, пардон. Покрај две големи наши актерски звезди, како што се Благоја Чоревски и Ирена Ристич, во представата секако игра и Зоран Љутков, кој што, иако не е дел од нашиот ансамбл, е суштински дел од нашиот ансамбл, веќе години наназад. Игра целокупниот наш ансамбл, заедно и со најмладите актери, заедно со нив на сцената ќе ги видите и две млади актерски имиња. Тоа е наша сограѓанка, Велешанка Талија Настова и уште еден млад актер Владко Толевски. Јордан ја спомна соработничката екипа. Јас очекувам дека ќе имаме убав процес на работа и дека се радувам што новиот театар ќе го отвориме со комедија која како жанр некако стана факт на нашиот театар и убава е првата представа да биде представа со која публиката и ќе се насмеа и ќе се замисли, познавајќи го барем драмскиот ракопис на Бати, она што професорот Георгиевски го предвидува како свој режиски концепт на представата. Што ти е судбина, можам да ја купам болницава со цела општина, а не можам да поминам неколку метри за да се измочам. А колкав ми е? На што мислиш? Како би на што мислам, па на притисокот? Види, не сакам да те паничам, ама... Што ама? Ти воопшто немаш притисок. Ти си медицински феномен. Комплетно здрав, а сепак болен.
а да бев комплетно болен, дали сега ќе бев сепак здрав? Па тоа е проблем. Нема никаква логика. Првата проба во новиот театар не значи и целосна преселба од старата во новата театарска зграда, вели Витанов. Пошто знаете, доли ние не одржуваме представи, но сепак уште живееме во таа куќа. Не сме преселени овде. Преселбата значи и символичка и фактичка ситуација. Значи ние се бориме символичка да се поклопи со фактичката ситуација, да не се преселиме само символички. Туку кој ќе се отвори завесата во декември, да продолжи тој континуитет до бескрај. А има некоја идеја на Братислав Димитров, всушност, која е вредна за размислување, веќе ја споделиме со вас. Тој предлага со негов текст да се затвори тој стар театар, а да се отвори со новиот текст негов театар. Не може со ваша представа. Ако може ноќите во Бел Сатен. Премиерната изведба на најважната работа на светот, а со тоа и свеченото отворање на новата театарска зграда се очекува во првата половина на месец декември. Како првичен датум се зема 8 декември, но театарот велат дека не се работи за официјален рок, но најавуваат дека до крајот на годината ќе се крене завесата на сцената во новиот театар.